Во рамките на одбележувањето 27 години од постоењето на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, како и 124 години од основањето на организацијата, синоќа во Битола во организација на Унијата на жени на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Битола се одржа трибина на тема ВМРО континуитет, манифести, државност, единствени, на која меѓу другото беше истакнато дека ВМРО-ДПМНЕ во минатото, а и сега е единствената партија која ги става државните надпартиските интереси. На трибината говореше пратеникот Крста Јовановски, како и професорката Виолета Ачковска, која меѓу другото рече дека и покрај тоа што ВМРО-ДПМНЕ изминатиот период беше ранлива партија, изложена на многу удари, сепак остана партија која е чувар на државата, името и идентитетот. ВМРО е кодот на македонскиот народ, дека ВМРО е символот за зачувување на македонското име, на борбата за сувереност и државност на македонскиот народ. Дури во сите историски периоди, иако се трансформирала идејата на ВМРО, иако се носеле различни програми и концепции за македонската државотворност, почнувајќи од Илинден, ние го имавме и вториот Илинден, вториот Асном 44 година кога формиравме македонската држава. Тоа е континуитетот на една борба. 91 година исто така немаше да ја имаме сувереност ако го немавме првиот и вториот Илинден. И секогаш моето настапување од позиција дека треба да зборуваме за континуитет на македонската борба и дека во тој континуитет секогаш биле вградени идеалите на ВМРО за слобода, сувереност и независна македонска држава. На трибината говореше еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ Мане Јаковлевски, кој на почетокот на својот говор се присети на формирањето на партијата во 1990 година во Домот на млади во Скопје, за која, како што рече, беше формирана како продолжен аманет на сите оние кои се бореа за Македонија. Јаковлевски исто така истакна дека ВМРО-ДПМНЕ значи да ја сакаш Македонија, иако затреба да ја брани својата татковина.